Добар ден и од мене. Навистина е задоволство кога ќе може човек да помине квалитетни повеќе од саат време со работници, со луѓе со кои што изминативе години навистина поминавме многу работи заедно и делевме многу работи заедно сега во природа. Секој кој што може да помине време во природа, во убаво друштво, ова е можноста. Нашата планина водна, но не е само водна, но секаде во Македонија можете да уживате во природните убавини кои што ги нуди нашата држава. Денеска е денот, како што кажа Тони, тоест да бидам попрецизен, вчера беше денот, но ние денеска го одбележуваме практично денот на планетата Земја со овој символичен марш од неколку километри кој што траеше повеќе од 1 час и мислам дека даваме добар пример за сите оние наши сограѓани кои што сакаат да се рекреираат и сме мотивација да ги поканиме и да ги мотивираме да ни се придружат во деновите кои што следат. Нормално во текот на работната недела, имајќи предвид времето, не може секој да одвои поради работни врски, но преку викенд е здраво да се спортува и да се рекреира во планина. Ние денеска како ВМРО ДПМН, како општински комитет на ВМРО ДПМН од Карпош, но не само од Карпош, туку има и од други општински комитети на ВМРО ДПМН, но и граѓани кои што се непартиски, кои што ни се приклучија. Навистина направивме еден убав пример и се рекреиравме во природа, така што ова посакувам да стане пракса и нека биде задача на Општинскиот комитет Карпуш да не мотивира и да не организира почесто, да може да постигнат пат до врв да се качиме, да не биде само до тука. Да. Ете, толку. Ако имате прашања, стојам на распаѓање. Благодарам. Господин Мицкоски, вчера беше најавено дека ќе стартува изградбата на коридорите 8 поточно, но не видовме градежни активности на терен. Кој е вашиот коментар околу ова? Па нема уште долго време да видиме градежни активности на терен, затоа што вие и од владата слушнавте тоа што ние го зборуваме цело време, а тоа е дека не се подготвени и немаат проекти. Тие самите кажаа дека сега е процесот на кој што они ќе го формираат градилиштето. Што значи тоа? Ќе бараат парцели каде што ќе ги одложат градижните машини и јавати, парцели каде што ќе се изградат живалишта, претпоставувам за работниците кои што планираат да ги донесат од надвор. Потоа од она бледо соопштение од владата слушнав дека допрева ќе биде снимањето на терен. Тоа се оние геолошки и геотехнички истражни работи, како што се геологијата, како што е идентификување на катастарските парцели, односно дефинирање на трасата, видите, трасата се уште не е дефинирана, па дури потоа следи изработка на основен проект, а од кога ќе биде изработен основниот проект, ревизија на истиот, па потоа дури аплицирање за одобрение за градба, заедно со сите ние придружни дозволи. Така би требало да биде согласно законот за градење. Што бара владата? Односно, кои се измените кои што тие ги бараат. Да речеме, во законот за градење бараат да го почнат проектот без дозвола за градба. Вие, ако сакате да почнете градба на куќа или на било што, не е битно, вие мора да извадите дозвола, да добиете одобрение за градење. Но, тие сакаат овој историски проект, како што тие го нарекоа, да го отпочнат без одобрение за градба, односно без основен проект кој што би бил ревидиран и придружен заедно со сите оние одобренија кои што следат согласно закон. Еве нека ме демантираат ако не е така. Повторно кажуваме нова работа. Кажавме за работната недела дека сакаат да ја продолжат иако е противуставна, не кажаа ништо. Зборувавме за бројот на работници, повторно не кажа ништо. Зборувавме за експроприацијата дека сакаат да експроприираат дивоградби по цена на легални градби, повторно не кажаа ништо. Зборувавме за пеналите ако се сгреши во проектирањето да го плаќаат граѓаните, повторно не кажаа ништо. И уште многу други работи. Го суспендираат македонското законодавство, го прифаќаат англосаксонскиот модел. Еве сега велам, измените кои што се доставени во парламент бараат да го отпочнат овој проект без одобрение за градба, додека ние сите, за да почнеме нешто да градиме, треба да извадиме одобрение за градба. Значи таму имаме граѓани од прв ред, граѓани од втор ред, празни места, па сите ние. Ете така отприлика функционира оваа влада на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ. Господине Мицкоски, дали ова значи дека од денеска течат пеналите, бидејќи рековте дека го имате договорот, сигурно знаете од кога всушност тој стапува во сила? Да, денеска поминуваат 22 сме мислам, поминуваат 45 дена од денот на потпишување. Законот за работни односи не е сменет.
односно работната недела е 40 работни часа, не е 60, како што е тоа предвидено во договорот. И од денеска стартуваат пеналите, односно еднократно ќе треба да платите 53 милиони евра на Бехтел Јенка. А потоа секој месец ќе треба да плаќате по повеќе од 2 милиони евра за секој ден доцна, за секој месец. Вие, граѓаните. Зашто? Затоа што некој одлучил да ве краде. И затоа ја повикува македонската јавност, граѓаните да застанат против ова, би рекол, историско злодело, не историски проект. Господине Мицковски, обвинувате дека меѓу експертите во работната група за уставните има и симпатизери на Путин. Меѓу другите дека има блиски до функционери, блиски роднини на функционери во власта. Кои се вашите очекувања од едно вакво работно тело и дали барем очекувате да работат пробон? Па не, јас во принцип не ја коментирам, за нас тоа е затворена тема, но таму има членови кои што вие самите кажавте дека го величаат делото на господинот Путин, претседателот на Руската Федерација. Од друга страна имаме политичари кои што ги номинираат, кои што, како да кажам, не само што ја анатемизираат Руската Федерација и Путин, туку се и онака, барем во јавност. Но гледате на делот, тие номинираат возлюбеници во ликот и делото на Руската Федерација и господинот Путин. Ние ќе треба да ги плаќаме тие експерти, ние ќе треба да ги плаќаме. Ако ја погледате биографијата на таа господја, ќе ви стане јасно од каде потекнало, како се стекнало со звањето и како доаѓа да учествува во таа работна група. Исто така и семените стебла. Тука се едно семено стебло кое што е по вертикала со дуи поврзано, друго семено стебло кое што се родени да бидат функционери и да бидат на грбот на граѓаните е на СДСМ. Или е уставен судија, или е градоначалник, или е директор, или е во некоја комисија изима илјадници евра народни пари, отприлика така функционира владата на ДУИ, поддржана од помалиот партнер СДСМ. Ще го нудите овој предлог хрватски модел? Па дури тогаш да може да се размислува за уставни измени? Не, за да дојдеме ние до работа на оваа група, прво треба во парламентот со 2/3 да помине потребата од отварање на устав. Значи јас го повикувам да не биде кукавица Димитар Ковачевски, како што ја лаже меѓународната заедница дека имало напредок во преговори со пратеници на ВМРО ДПМН, да имаат вакви пратеници, такви, еве го повикувам веднаш да видиме, нека не си го купува мандатот со тоа што ја лаже цело време меѓународната заедница. Нашите информации велат дека на состаноци со нив тоа го збор. Нема такви пратеници затоа што овој пратенички состав на ВМРО ДПМН е прилично јасен во својот став и цврст. И тука нема. И ова раководство на ВМРО ДПМН нема проблеми со уцени, нема проблеми со закани, како што тоа можеби некое во минатото имало, па на посреден или непосреден начин кумувало да се случуваат тие уставни измени кои што беа во минатото. Па и до ден денеска се нудат да посредуваат, а во суштина немаат никаква моќ. Некои луѓе кои што биле дел од претходното раководство на ВМРО ДПМН се лажат и од владата, се лажат и од меѓународната заедница дека ако понудат амнестија на некои поедини функционери на ВМРО ДПМН дека тие ќе им донеселе некакви гласови во парламент, ќе направиле раскол во ВМРО, се лажат. Нема да има такво нешто. Нека не се брукаат и нека не се препелкаат на отворена сцена. Пратеничката група е единствена како никогаш до сега. Уставни измени во овој парламент ќе нема. А за хрватскиот модел, ако дојдеме веќе во втора фаза да разговараме за хрватскиот модел и доколку има консензус, ние сме подготвени уште утре. Еве, по цена и на политичката штета која што ја трпиме ние, како е преамбулата во хрватскиот устав, така да биде преамбулата во македонскиот устав. Уште утре сме подготвени да разговараме. Господин Мицковски, уште едно прашање околу клиничкиот центар. Повторно станува актуелна темата. Очекувате ли да видиме нов клинички центар и да напредува таму изградбата? Тие шајка не закова, а камоли па да зборуваме за клинички центар, но ако бидеме сериозни, ќе треба да се соочиме со фактот дека ќе треба вие да платите 20 милиони евра пенали, кои што италијанската компанија ги бара за раскинатиот договор за клиничкиот центар кој што беше подпишан во 2017 година. Тоа е реалност. Нивната поврзаност со клиничкиот центар, покрај тоа што бевме најслаби во справувањето со ковид пандемијата, најлоши убедливо, е и пеналите кои што вие сега треба како граѓани да ги плаќате. Зашто? Затоа што некој имал хир и прво мислел дека тој проект може да го гради на една локација, па на друга, па на трета, во суштина шајка не забоде. Ето прилика, ова е реалноста и поврзаноста на владата на ДУИ СДСМ со проектот за клинички центар. Да, ви благодарам, убав ден да имате.